Фабриките во ТИР зоната во Штип да ги отворат вратите за средношколците од Средното општинско училиште Колен Ехтенин. Денеска се оствари средба меѓу бизнис секторот, Средното училиште, Министерството за образование и наука и ТИР зоната во Штип, со цел да се подобри дуалното образование. Градоначалникот Иван Јорданов вели дека преку ваквата комуникација и социјалниот диалог ќе им се излезе во пресрет на потребите на стопанството, но истовремено ќе се создаде квалификуван кадар кој полесно ќе може да се вработи и да одговори на потребите на пазарот на труд. Она кое што е суштина и цел на овие средби е по дефинирањето на наставните профили и насоки во образовниот процес, практично во регионалниот образовен центар Колен Ехтенин, да се овозможи полесна адаптација, полесна квалификација на профилите кои што ќе излегуваат одовде, а со тоа да се снајдат полесно на пазарот на труд. Верувам дека преку ваквата организација и преку ваквата комуникација помеѓу Министерството за образование, државното веќе средно училиште Колен Ехтенин и ние како локална самоуправа ќе успееме да го трасираме патот на идните кадри кои што полесно ќе се прилагодат на пазарот на труд. Во изминатите 3 години Средното општинско училиште Колен Ехтенин има склучено над 100 меморандуми за соработка со фирми од Штип и регионот. Со 10 компании се соработува континуирано во делот на дуалното образование. Се прават напори за да се подпишат меморандуми со фирмите од ТИР зоната, за да може учениците да одат на пракса, а понатаму да продолжат со работа во Штип, односно во државата. Изминатиот период имавме сериозни разговори и преговори со ТИР зоната и на овој состанок се најголем број присутни од компаниите и веќе со дел од нив склучивме неформален договор, меѓутоа тоа ќе биде практично применето, ќе почнеме од летото со филиална пракса, од септември се надеваме ќе почнеме со дуалното образование, чисто да видиме на кој начин ќе се одвива таа соработка и ќе направиме подготовка за склучување меморандуми конкретно за дуалното образование за конкурсот во наредната учебна година. Во рамките на нашето училиште се изучуваат 3 струки и вкупно 11 профили. Се бараат профилите и од електротехничката струка, и од машинската, и од угостителската и туристичката. Слободната зона во Штип е најголема во државата и нуди огромен потенцијал. Се прават напори за нови инвестиции, а со тоа и нови можности пред се за учениците, за понатаму да можат да работат тука. Главното прашање на инвеститорите кои што доаѓаат во државата не се како порано поволностите кои што ги добиваат во смисла на финансиска помош, поддршка при инвестиции, туку дали располагаме со стручен кадар кој што би ја поддржал таа инвестиција. Така да сметнам дека оваа соработка е од голем значај и дека работата на центарот која што ќе се движи во два правци, првиот ќе биде креирање на профили кои се потребни на индустријата, а вториот доквалификација на веќе вработените луѓе кои што се веќе ангажирани од страна на фабриките. Преку дуалното образование средношколците од стручните училишта ќе можат полесно да се прилагодат во процесот на производство, да бидат обучени и да имаат поголема продуктивност.